Добро утро уште еднаш до гледачите на Алфа телевизија, за оние можеби кои што се вклучуваат во овој момент. Веќе ги најавивме првите денешни гости, но еве вака официјално повторно да си ги најавам, споменав дека се млади, амбициозни и креираа нешто многу добро и со самото општество и можеби за свеста за читање во Македонија. Имено се креираше првата платформа, станува збор за аудио платформа која што помага на читателите кои што немаат време во секојдневието да читаат книги, едноставно да ги слушаат. Ова утро со мене се Ангела Стојановска, Христијан Поп Симонов и Васко Костовски од Самоглас. Дечки, добро утро. Како сте, добри ли сте? Добро утро. Добро утро. Да, супер сме, ви благодариме на поканата. Да. Така, тука е секогаш опуштена атмосфера, прво ќе посакам да се чувствувате како дома. Верувам дека првото прашање околу идејата ви го поставиле многумина, но едноставно морам да ве прашам од каде идејата токму за вакво нешто и дали е ова навистина првата платформа во Македонија? Може? Кој сака? Значи вака, пардон. Идејава веќе ја почнавме со будата на идеи, што би се рекло на македонски, уште пред 2 години, кога пробувавме да видиме како можеме да го споиме убавото со корисното. Имаше многу идеи како сакаме да продолжиме, бидејќи ние како здружение Флуктус постоиме веќе колку, 2015-та, така? Да. И овој наш проект беше еден од многуте што ни беше на, така да речеме, во преден план. Многу други идеи имаше од околу, но некако се задржавме на оваа идеја, иако на почетокот ни беше страв за целото тоа. И на првата година не беше повеќе некој брейнсторминг, како што кажав, а веќе 2019 почнавме со реализација на самиот проект. Да. Добро, што е потребно да се направи вакво нешто? Ние тргнавме во целата приказна затоа што го имавме она што според нас е клучно во овој даден момент, а тоа се нашите гласови. Како дипломирани актери ни беше јасно дека тоа е голема предност. Можеме да ги користиме кога сакаме, колку сакаме и знаеме тоа да го правиме добро. Да, знам дека сте дипломирани актери и знам дека самите актери се многу ангажирани. Едноставно, постојано немаат време за ништо. Како еден актер седи дома, едноставно му текнува идеја дај ќе правам Самоглас или дај ќе правам некаква си платформа што ќе биде посветена на читателите да слушаат. Првата идеја беше ајде да видиме и да се случи дома, се случи во една обична соба. Што мислите за тоа да снимаме аудиокниги на македонски? На кого му текна? Мене тоа ми интересира. Леле. Тоа е многу одамна беше. Така, не ми текнува. Ние затоа што сме колеги повеќе од 10 години веќе се налепуваме на идеите до тој степен што нема прв и втор, него стануваме едно јадро кое ги води таа мисла, не се сеќавам искрено. Еден за сите, сите за еден, буквално добро и? И да, тоа беше идејата, ајде да видиме аудиокнига на македонски јазик, како тоа би звучало, што тоа значи, колку време треба, ни интересира сите детали. Во ред, свативме дека тоа може да се направи, ама истовремено и свативме дека нема платформа каде што би можеле да ја поставиме таа аудиокнига, малтене освен YouTube. Да. И тогаш веќе тргнавме во детали за развивање на веб платформа за која што е најзаслужен Мартин Тасевски, кој што е клучен дел од Самоглас и од нашата приказна. Тој е програмерот. Да. Програмерот. Па да, тоа е исто. Вакво нешто да се реализира, мора да има еден човек во позадина. Исто како во телевизија, ако јас треба да ме пуштат во моментов, мора да има еден тим во режија. Колку време постои Самоглас? Еве како реализиран веќе проект? Самоглас е пуштен веќе околу колку му доаѓа колку време? На Самоглас, на прототипот на Самоглас правевме промоција на Скопје Креатива, што е еден фестивал. Тоа беше пред чинам сигурно повеќе од половина година. И тогаш всушност ги добивме и првите реакции за тогаш всушност на лице место ги видовме реакциите на слушателите. Тоа беше фасцинантно за нас и тогаш свативме дека ова се случува, ова навистина функционира. Така да, повеќе од половина година технички е готова платформата, на читателите им ја доближивме после сите празници Нова година јануари. Да. Сакам да ве прашам околу изработката, така ќе наречеме книгите. Кажи ми, Христијан, најпрво сакам кои книги се и колку е? Првично, колку сте имаат обработени и кои книги во моментов, ако сакам да се вклучам, самоглас.мк беше, така? Да, самоглас.мк. Ако сакам да се вклучам, кои книги можам да ги слушам?
Во моментов на Самоглас се објавени 6 наслови, ако не грешам, во голема мера поддржани од издавачката куќа Херои, поддржана од Икона. Насловите врвуваат Малиот принц, Дневникот на Ана Франк, Животинска фарма, Ромео и Јулија и од вчера Временска машина. Исто така еден наслов Дум Спиро Сперо, Дурдишам се надевам, од Владимир Мартиновски. Процесот на селекција на книгите Тоа ме интересира. Да. Кој ги одбира? Како доаѓа до селекција? па се прави анализа на Или сте понуден. толку начитани во животот, буквално се знаете околу книги. Не би рекол дека се знаеме околу книгите, но се наметнуваат некои наслови кои што се Најактуелни или можеби што се најмногу се читаат, еве Ромео и Јулија на пример. да. Малиот принц нема човек што не ја прочитал. Така е. Мене ми така е последна. Некои книги кои се наметнуваат како класици, кои што би морал еден човек да ги пројде. И во голема мера се насловите кои што се понудени сега во моментов на Самоглас. Да, верувам дека ќе се проширува и самиот број на книги, колку е време потребно е една книга да се вработи. Пробувавме и ние за да најдеме некој НЗС на тоа колку време една книга. И свативме дека е процес кој пред се зависи од книгата. Не зборам толку од големината во смисла на бројот на страни, туку и од содржината внатре. Има книги што едноставно полесно се читаат, има книги за кои треба малку повеќе време. Зависно од тоа за снимање на една книга, требаат негде од 5 па до 15 дури 20 часа. Да, тоа Часа? Да. Тоа не е многу. Да, тоа Воопшто се- не е многу, да. Само да се сними, но Да. сега Кико ќе го експлицира следниот дел. Тоа е додека се работи буквално на снимањето, а потоа следи монтирањето на снимениот материјал и тука има некоја равенка од прилика дека на 1 час измонтиран материјал, аудио, има 6 часа активна работа и тоа би можело да се каже како една груба проценка. Да, но не ја зборуваме сега позадината, а вие сте актери и сега еве Роми и Јулија, на пример. За да се долови моментот на Роми и Јулија на таква драма, дали вежбате пред тоа едноставно, да, го имате, вие треба да го прочитате, но за да биде вистински оно, да го почувствува слушателот, читателот како и да е, треба да се одглуми. До некаде и да, многу битен степен е пред подготовката, пред да влеземе да снимаме. Тоа малте не подразбира загревање на целиот говорен апарат, за да нема некои чудни звуци, за самогласките да се поотворени. И тоа е една техничка подготовка, дури ние и дома ги пречитуваме и вежбаме текстовите. тоа, се подготвувате, значи. Да, апсолутно. Да. За кога ќе застанеме пред микрофон, при тоа и нас не фаќа трема, многу е смешно и чудно, значи во студио сме, на пример, јас, Кико снима, јас зборувам, доаѓам пред микрофон, трема. И одеднаш, не знам што се случува, не знам како се блокира и треба малку време за да Тоа е за да се нормално. средите, Сите да. што работат со јавна професија ќе го кажат тоа, еве и лично и јас, колку и да сме секој ден на камера, оние моменти пред да почнеш додека се загрееш и имаш. Васко, сега да те прашам се на една ситуација што се буди со ова, има многу позитивни, но и негативни страни. Според вас, дали можеби на ваков начин ќе се изгуби навиката за читање? Едноставно на луѓето ќе им стане навика да слушаат. Тоа е една од маните што многу луѓе ја кажуваат, меѓутоа сметаме дека после долго зборење за ова, сметаме дека напротив дека може да се дури може и да се пробуди навиката за читање, особено еве ќе земеме предвид дека оваа платформа помага и за лицата со оштетен вид, со лицата со дислексија, така да на нив им е најмногу потребно тоа. Ние сме здружени со Здруженијето за дислексија Ајнштајн, каде што во разговор со нив нас ни објаснија дека всушност многу ќе им помогне на лицата со дислексија прво да ја слушнат книгата, па потоа да ја прочитаат. Да, живееме во време на дигитализација, на филмови, на кино, се е достапно на интернет и едноставно помладите, постарите си имаат навиката, се уште знаат нели да се прочитаат книга, но еве ние помладите, мене ми е лично многу полесно да го изгледам филмот за Ромео и Јулија и едноставно така станало навика, ќе кажам. Еве сега, што мислите според вас колку време е потребно ова да стане навика? Бидејќи е новост за Македонија. Новост е тоа што платформата е на македонски јазик. Коментарите кои ги добивме, голем дел од нив беа конечно ние ова го слушавме на англиски, баш убаво што сега се случува на македонски. Така да сметаме дека постои некаква
дефинитивно постои сознание за тоа што се аудиокниги, меѓутоа и нас не интересира каков ќе биде до крај приемот во однос на тоа што се на македонски. Многумина не пофалија на темата. Добивме многу коментари од професори и наставници што за мене се многу фини, дека сметаат дека навистина тоа ќе помогне на нивните ученици. Затоа што ние веќе кога свативме дека сакаме да правиме платформа, тргнавме и во истражување за да ги конкретизираме работите зошто навистина треба. Васко ги спомна дел од работите кои што сметаме дека се клучни. Дополнително работевме на истражувањето на падот на просечната оценка во средните училишта во Македонија. Тоа е навистина поразително. Да, и ние во утринска тоа го спомнувавме од економист истражувањето, ние сме во топ 10 најлоши земји во светот со образовен систем. Да, и сметавме дека ова директно ќе влијае и на тој аспект. Навиката за читање треба да се створи, меѓутоа доколку не е створена, веруваме дека во денешно време кога технологијата е развиена, посебно кај младите, сите имаат телефон, сите ќе можат да потрошат половина час, час и пол за да слушат. Дали сметате дека можете да дојдете до степен каде што самите професори или еве институциите за образование би можеле да го вметнат ова како дел од науката? Дел од предавањата? Да. Нашата надеж дека би можело да се случи таа опција, апсолутно, дека би можело да биде вклучен во, да кажеме, образовниот систем на некаков начин. Да, и тоа би било според мене супер. Мислам, баш е олеснителен момент за самите ученици, па и професори, да. Дури добивме и сугестија дека можеби треба да размислуваме во насока да направиме аудио верзии на учебниците. Да. Повторно да со поголема цел да се вметнат тие содржини во формалниот образовен систем. Така да дефинитивно размислуваме во тие насоки, дефинитивно ќе се обидеме да оствариме контакт со институциите. Да, одлично и многу ми е драго што сте перспективни, онака што мислите и сте амбициозни. Дали имате поддршка од самите писатели? Дали сте можеби во контакт или дали има простор некој во моментов веќе пишува книга, па можеби да ви се обрати веднаш на промоцијата на книгата да се направи промоција и на аудио момент? Таков сум конкретно тоа што го спомна, не, меѓутоа имаме контакт со многу македонски писатели кои што се желни да бидат дел од овој проект. Например, како што спомна Кико Владимир Мартиновски, сега сме исто во контакт, тоест треба да бидеме со Бегемот каде што имаат они многу македонски автори, кои перспективни млади, кои што се надевам дека би сакале да бидат дел од оваа платформа. Имате ли некоја негативно случување со некој писател да ви се јави, дали ми ја крадете работата, например? Јас пишувам да ми читаат, а вие сакате да слушаате. Дали можеби таков момент се случи? Не, напротив. Тоа се нема случајно се уште, се надеваме дека нема да се случи затоа што тоа навистина не ни е целта. Напротив, без нивните дела и без тие книжни формати воопшто Самоглас не би ни постоел, така да не сме немале таков случај. Од друга страна имаме автори кои ни пристапиле за да им прочитаме содржини, се разбира на делата врз кои се уште тие самите ги имаат авторските права, што е многу битен момент во целиот овој проект и затоа сме неизмерно среќни. И се уште е рано да ги објавиме, меѓутоа за брзо слушателите на Самоглас имаат можда да познаат. Да, уште неколку прашања за проектот сега ме интересира и мене, па сигурно и гледачите, на кој принцип работи, колку е тешко или лесно да се пријавиш едноставно на samoglas.mk. Многу е лесно, регистрацијата трае мислам дека и помалку од минута време, се внесуваат неколку податоци, име, презиме, имейл адреса, датум на раѓање, лозинка. Два пати? Да, лозинка уште еднаш. Два пати лозинка да се потврди, значи обавезно. Да, два пати лозинка и толку пристапот е возможен на страната. Потоа одиш, ја наоѓаш книгата, пример еве за Роме и Јулија, буквално стискаш, има плей како страници, не сум проверил, затоа ме интересира, да. Да, се стиска на еден од насловите кој што ќе биде допаднат и таму ги има поглавијата, се клика едно од поглавијата и се ужива. Да, колку луѓе работат на овој проект? Вие тројци и како што го кажате програмерот или има и уште? Има уште. Ние тројцата Вие сте глава на проектот, да кажеме така. Или? Па ние милуваме да кажеме дека сме јадрото. Јадрото. Така јадрото. Меѓутоа од нас започна идејата, но не би биле тука без
Мартин, кој што го спомнавме, кој што е програмерот, дополнително Петар Антевски е човекот кој што сега се грижи за целиот изглед на самоглас на социјалните медиуми. Не само за тоа е и многу поголема поддршка и тоа ни е неизмерно важно. Дополнително ги имаме нашите колеги од класа од Факултетот за драмски уметности, малтени и професорите кои што се поддршка и кои што ги нудат своите способности од аспект на гласови и така натаму за да бидат дел од платформата. Овој проект во својата примерна фаза беше поддржан од Министерството за култура со покривање на некои 20% од потребниот буџет за негова реализација и она што го спомнавме Скопје креатива. Организацијата Локомотива не поддржа во промовирање на прототипот. Тие се тие некои суштински луѓе и го заборавив Дамјан Шишковски, кој што е креатор на логото на самото. Логото е многу битно. Тука да се разбереме, без лого ништа нема. Таму тргна целиот развој. Бидејќи буквално стискаш, гледаш самоглас и логото е првиот момент што го стискаш. Тука нема промашување, нема шанси. Да, јас ќе ви посакам многу среќа и сега последно прашање за ова интервју. Сакам тројцата да ми кажете која е визијата за самоглас. Дали имате една визија или можеби секој замислува на малку поразличен начин иднината? Еве за 10 години да кажеме, како го гледате самоглас? Самоглас го гледаме се пополн со содржина која што е направена на професионален начин со нашето учество, но и на поширока публика и на луѓе кои што би сакале да учествуваат во сето тоа и би сакале да ја видиме како се развива нешто многу поголемо и поубаво од сега. Не дека сега е лошо, сега е прекрасно исто така. Јас би бил малку поконкретен. Би ја гледал, значи, се поприсутна во домовите или во секојдневниот живот. Да. Сакаме да направиме нешто и еве веќе го правиме. Чудно е затоа што зборувам во иднина некогаш да направиме, ние веќе го правиме, меѓутоа сакаме оваа платформа да не остане само на нас, тројца, петмина, колку и да сме, туку во иднина да може било кој друг да ја преземе и да функционира Едноставно самата да се прошири. Да, мене ми се допаѓа едноставно најубав момент ми е тука буквално дома правиш јајца на пример или ручек, си ставаш слушалки на уше и си читаш книга или слушаш книга. Да, убаво сте направиле дечки, навистина ви благодарам што ете во утро бевте дел од Добро утро секој утро, ви посакувам многу среќа и еве јас ќе посакам да биде почеток на многу платформи за да се едноставно свеста кај јаните да дојде до момент буквално да слушаат книги. Благодарам.